Може би го немаат веќе Верушевски, но СДСМ си нашле негова достојна замена во ликот и делото на Виктор Димовски. Тајната полиција која треба да се занимава со ловење на можни терористи на македонска почва, бугарски или руски шпиуни или безбедноста на државата, се занимавала со лов на вештерки, рекет, кодошење и уцена. Прв на списокот како непријател број 1 бил тогашниот шеф на опозицијата, денеска премиер Христијан Мицковски. Незаконски бил отворен предмет за него, бил следен и прислушкуван. Се барало влакно во супата, било што, за да можат после со сечени и лепени извештаи да го кодошат кај странците за да спречат да дојде на власт. По него се Николовски, Ковачев и кој се не. Друго име што се најде на списокот е контраверзната обвинителка Вилма Русковска, личноста што ги водеше сите предмети кои им беа важни на СДСМ и ДУИ. Од 27 април па се до тортурата врз сите бивши функционери на ВМРО ДПМН и на крај предметите за оние кои требаа да кренат рака за промена на името. Но не само Русковска. Тие си го следели сопствениот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Ајде за премиерот Мицковски може и да предпоставиме зашто го следеле. Во него гледале закана за својата власт. Не велам дека е оправдано, но можам да најдам причина. Се плашеле дека ќе дојде на власт и ќе ги гони. Но зашто ја следеле Русковска или Спасовски? Можеме само да предпоставиме, веројатно да проверат дали се апси како што е нарачено. Случајно да не се сгреши и уапси некои нивни. Нели Русковска и самата призна дека Заев и вртел да се пазари за гласањето на промената на името. По неа за СДСМ и ДУИ државни непријатели били и новинари. Следени и прислушкувани се Златев, Ландов, Курир, Република и Нетпрес. И мислам дека тука не е крајот на списокот на новинари. Ништо чудно, таму да е и Алфа телевизија и лично јас. Според тоа што е објавено во медиумите, овие личности се само мал дел од луѓето што биле прислушкувани и следени. Списокот е голем. Според некои медиуми, малата група во АНБ во наводници ја киднапирала институциите и ги користела ресурсите за лични политички цели, вклучително и за влијание врз притвори и рекет. Значи нема. Секогаш кога се нарушува безбедносниот систем и се случуваат разни дувла и големи ува, главната улога ја има СДСМ. Епа време е да расчистиме со таа длабока држава.